Денес се наоѓаме во манастирот Свети Наум Охридски чудотворец во Скопско Радишани. Темелите на овој манастир се поставени уште во 1990 година од страна на неговото блаженство Господин Гаврил. Изградбата на овој манастир траела неколку години, подолг период, но завршена е дури во 2017 година со осветувањето во месец октомври. Во овој манастир натрешноста негова, поточно неговите ѕидови, се украсени со преубав фрескопис, но покрај тоа што има убав фрескопис, тоа има и преубав двор, но има и нов конак, нова камбанарија, нова трпезарија и преубав двор. Во овој манастир, во внатрешноста на храмот, се погребани и блажено упокоените архиепископи Господин Гаврил и Господин Михаил. Денешната наша тема ќе биде за Светата Тајна Евхаристија. Зошто Светата Тајна Евхаристија е толку значајна за нас православните христијани и зошто ние треба почесто да приоѓаме кон причестувањето, односно кон Светата Тајна Евхаристија на нашите богослужби во светите православни храмови. Денес ќе дадеме одговор на овие неколку прашања и ќе покажеме или пак ќе укажеме на тоа колку е значена за нас православните христијани Светата Тајна Евхаристија, односно причестувањето со светите тело и крв Христови. Евхаристија представува светата тајна со која христијаните ги примаат телото и крвта Христови во себе. Преку причестувањето ние се соединуваме со Господ Исус Христос. Евхаристијата символизира извор на вечен живот, бидејќи самиот Спасител рекол: "Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене, и јас во него." Затоа и светиот Јован Кронштадтски за причеста вели дека таа го заменува рајското дрво на животот. Востановена е за време на тајната вечера од Господ Исус Христос и токму причеста има најголемо значење во човековото духовно спасение. Светата Тајна Евхаристија уште ја нарекуваме и тајна на тајните. Зошто е тоа така и зошто ја нарекуваме тајна на тајните? Затоа што слободно може да кажеме дека таа е најголема помеѓу сите свети тајни кои што постојат во црквата, а на број ги има 7. Светата Тајна Евхаристија или причестувањето кое што го извршуваме на секоја литургија во православните храмови означува тело и крв Христови кои што ние во себе ги примаме, а како еден вид благодарност на Бога за неговата жртва која што ја принел за нашето спасение. Господ Исус Христос ја основал оваа света тајна на последната, односно тајната вечера со апостолите, неговите ученици, кога го прекршил лебот и им го дал да јадат и им рекол: "Примете, јадете, ова е моето тело кое за вас се прекршува за прошка на гревовите", а потоа им дал и од виното велејки: "Пийте од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за вас и за мнозина за прошка на гревовите." Токму на оваа вечера Господ Исус Христос им ја јавил на апостолите големата тајна за неговото воскресение и за телото и крвта кои што ќе ги примаме ние понатаму на секоја наредна богослужба. Во првите векови на христијанството оваа света тајна се употребувала во така наречените агапи или вечери на љубовта, кога христијаните се собирале заедно сите во една заедница или во еден собир и прекршувале леб и пиеле вино во чест на Господ Исус Христос, бидејќи они самиот во Светото Писмо вели: "Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него и ќе има живот вечен." Токму поради тоа, на некој начин не оставил на сите нас послушание да вкусуваме од неговите тело и крв и на тој начин ќе се здобиеме само со спасението.
За православните христијани нема поголемо нешто и позначено нешто од светата тајна причест, затоа што таа всушност представува темел или основа на целото наше христијанско учење и воопшто на Светата православна црква. Не случајно светиот Јован Кронштадтски вели дека светата причест го заменува рајското дрво на животот. Тој тоа го објаснува на тој начин што нашите прародители Адам и Ева во рајот сгрешиле и отпаднале, не го послушале Бога и вкусиле од забранетиот плод, но поради тоа Господ го испрати својот Син, односно Спасителот Господ Исус Христос, кој дојде за да воскресне и да се принесе како жртва токму заради нашите гревови и прегрешенија и на тој начин на човештвото да му го остави спасението, односно да му укаже на кој начин човекот може да се спаси. Тоа е најголемо богатство за нас христијаните, бидејќи без светата причест ние не би можеле да се наречеме вистински православни христијани. Тоа е така затоа што на секоја света литургија која што се служи во христијанските храмови, ние се причестуваме всушност со Христовите тело и крв. Тоа произлегува на чудесен начин кога за време на светата литургија лебот и виното се претвораат во тело и крв Христови. Светата причест има големо значење за нас христијаните и токму поради тоа светиот Игнатий Богоносец, маченик од вториот век, апелира да се трудиме што почесто да ја конзумираме или пак да ја примаме светата причест во себе. Исто така и светиот Василий Велики, светител од 4 век, вели дека треба да се трудиме што почесто да се причестуваме, ако можеме тоа да го правиме и секојдневно. Ние имаме примери од почетоците на христијанството, кога се собирале следбениците на Господ Исус Христос и на апостолите и секојдневно, скоро секојдневно, ја употребувале светата причест и на некој начин тоа го оставиле во аманет за нивните следбеници. Но со текот на времето, како што се ширело христијанството, се јавила потреба тоа да се случува на повеќе места во православните храмови и затоа на секоја богослужба која што се одржува во неделите или пак на празничните денови, се случува и тоа чудо со претворањето на виното и лебот во тело и крв Христови и на тој начин ние ги примаме во себе како вистински, реални тело и крв Христови и веруваме дека тоа е навистина така. Исто и кога приоѓаме кон светата чаша или така наречена путир, треба да имаме во предвид дека тоа што се наоѓа во неа е вистинско тело и крв Христови и не случајно во молитвата која што се чита пред самата света причест се вели: верувам Господи и исповедам дека Ти си навистина Христос, Син на живиот Бог, кој дојде да ги спасиш грешниците, од кои првиот сум јас. Ние не сме достојни да се причестуваме по самата наша природа, затоа што сме грешни сите луѓето, меѓутоа по Божјата милост тоа ни е допуштено на секоја служба да ги примаме телото и крвта Христови, затоа што од Господа Исуса Христа ни е тоа оставено како начин на кој што ќе стигнеме до нашето спасение. А зошто велиме така дека не сме достојни? Затоа што во текот на нашиот живот, во секојдневието, ние се случува да имаме грешни помисли, да се расправаме со нашите ближни, да правиме лоши дела, но тоа не е причина да избегнуваме светата причест и да сметаме дека не треба да пристапуваме кон светата чаша путир. Токму напротив, ние претходно треба искрено да се покаеме за нашите дела, да постиме одреден период, а потоа да ја примиме светата причест, бидејќи само со чисто срце, со чиста совест и искрено покаяние можеме во себе да ја примиме светата причест. Светиот Серафим Саровски токму поради овие работи апелира или пак вели дека доколку ние не се очистиме претходно од нашите гревови преку покаянието, а ја примиме така нечисти светата причест, тоа е на некој начин автоматско или механичко причестување и вели: овде сме се причестиле на земјата, но на небото сме останале непричестени.
Тоа е жалосно за нас луѓето и не би требало да оставаме да биде така, и токму поради тоа треба со искрено покаяние, искрен пост, воздржување од храна и од лоши помисли и исповед кај свештеникот да пристапиме кон светата причест. Само на тој начин ќе можеме да ја примеме во себе, бидејќи треба да сме свесни дека кога ја примаме светата причест, го примаме самиот Господ Исус Христос, односно неговите тело и крв во себе. Бог никого насилно не тера да се причестува, туку тоа се случува по наша слободна волја, затоа што никој на сила не е приморан да оди во светиот храм или пак да присуствува на богослужение, или пак да се причестува. Затоа што Бог на човекот му оставил слободна волја, тој да може да прави онака како што сака во својот живот, но имаме безброј примери во Светото писмо, односно Библијата и кај светите отци, дека доколку застраниме од Божиот пат и ако не ги исполнуваме неговите заповеди и не ја вкусуваме светата причест, нашиот живот овде на земјата е залуден и нема да се здобиеме со нашето спасение. И токму поради тоа би сакал на сите православни христијани сега да им порачам: доаѓајте што почесто во светите православни храмови, исповедајте се кај свештеникот да ви прочита разрешителна молитва, а потоа да ја примите светата причест. Да не се отстранувате самите себе и вашите ближни од оваа света тајна, бидејќи само на тој начин може да се очистиме, да се соединиме со Господ Исус Христос и да се водиме на тој начин кон нашето конечно спасение по смртта, затоа што тоа е и основната цел во животот на нас православните христијани. По се што научивме за причестувањето, ние како православни христијани треба да се замислиме и запрашаме дали правилно постапуваме кон светата причест. Дали навистина ние го разбираме големото значење на оваа света тајна. Христијанството не учи дека секојдневно треба да се трудиме да напредуваме во нашето духовно растење и да се стремиме кон соединување со Христос преку светата тајна Евхаристија, придржувајќи се кон Божиите заповеди, да ги следиме примерите од светите отци и да ги посетуваме црковните богослужби, да не заборавиме на постот и исповедта, бидејќи само така, преку духовно очистување, можеме да се соединиме со Бог во кој веруваме. И како што христијанството не учи, живеејќи богоугоден живот и правејќи добри дела, ќе можеме себе си да се наречеме вистински православни христијани.